civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено. Македонската политичка култура е исполнета со интересни феномени, кои не се среќаваат често во развиените демократски држави. Како и да е, во Македонија еден од специјалитетите, освен предвремените парламентарни избори, е секако и културата на, погодувате, лидерски средби. Лидерските средби навикнавме веќе со децении, може да се каже, да бидат она институција која ги решава суштинските проблеми во нашата земја. А тие не се ни малку. Имавме лидерски средби и во 2001 година, кога требаше да се надмие воениот пожар во нашата земја. Имавме лидерски средби исто така и во меѓувреме, се разбира, кога беше територијалната поделба, па подоцна лидерски средби имавме за да се надминат одредени сериозни, кризни политички состојби, како што се црниот понеделник на 24 декември 2012 година, кога полицијата, специјалците влегоа во собранието и ги тепа новинарките и новинарите, а особено нивна цел се разбира беа пратеничките и пратениците на опозицијата, на тогашната опозиција. Понатаму имавме лидерски средби исто така за да се надмине тешката политичка криза во 2015 година со така наречениот пржински процес. Имаме лидерски средби кои имаат многу посериозни последици, односно резултати, отколку што има, да речеме, едно собрание, кое е највисокиот законодавен дом во нашата земја. Лидерските средби станаа релативно редовни по падот на режимот, особено кога се работи за прашања поврзани со изборите, прашања поврзани со правосудните реформи, така да знаеме, лидерски средби најчесто неуспешни беа одржувани во текот на преговорите за донесување на законот за јавно обвинителство. Лидерски средби имавме и за тоа кога беше повикано, Зоран Заев повика на брзи парламентарни, предвремени парламентарни избори во октомври минатата година, за во декември минатата година, меѓутоа тие пропаднаа, таа идеја пропадна, тој повик пропадна заради тоа што на лидерската средба се одлучи нешто сосема поинако од она што беше логично да се одлучи. Понатаму имавме и лидерски средби за низа други прашања, а се разбира денеска имаме лидерска средба за да одлучиме на кој датум ќе имаме избори, предвремени парламентарни избори, односно кога тие ќе се одржат откако ќе се нормализира состојбата со пандемијата со коронавирусот. Се работи за една култура на собирање на најмоќните 4, 5, 6, 7 луѓе во државата, кои како представници на политички партии одлучуваат нешто што во принцип би требало да биде предмет на процес, на политички процес, во собранието, во јавноста, во експертските кругови и така натаму. Се работи за една култура во која едноставно се донесуваат заклучоци, решенија кои имаат многу сериозни реперкусии, последици или резултати без оглед на тоа дали е позитивно или негативно во општеството и во државата, а она што би требало да го работи собранието останува некаде на маргините од општественото и политичкото живење. Дали културата на лидерски средби всушност е политичка култура на консензус, на диалог и сето тоа? Да, секако, неизоставно, политичкиот диалог во секоја земја, во секоја нормална демократска земја е многу важен процес, многу важна постапка. Меѓутоа, ако сето тоа се сведе всушност на лидерски средби, за да може да се слушне гласот на опозицијата и во таков формат со многу ограничен број на луѓе, кај кои се концентрира одеднаш многу голема моќна одлука, ние имаме таква ситуација во која неодговорната опозиција може да налага темпо, одлуки и процеси
вон институциите, а одговорноста ја преземаат оние што ги раководат институциите и оние што се на власт. Тоа може би е добро за некоја држава која не е стабилна, за некоја држава во која демократијата е на многу ниско ниво. Меѓутоа, за држава која е демократска, за држава која е на брзата линија кон Европска Унија, тоа не би требало да биде пракса. Лидерските средби можат да бидат на одредени општи нивоа, за одредени општи стратегиски определби, да се разговара за одредени прашања кои не се суштински и кои всушност се работа на институциите, пред се собранието, а се разбира и на сите други институции. На лидерските средби на крајот излегуваат победници, што и да кажат оние што се во опозиција, без оглед на тоа колку тие сметаат дека треба да се преземе одговорноста, сепак одговорноста е на оние кои ги раководат институциите. Заради тоа, може би треба да се размисли малку повеќе за тоа дали нам ни треба развој на културата на лидерски средби или развој на политичката култура во која владењето на правото е на прво и последно место.